Денес, заедно со представници на локалната самоуправа, со бизнис секторот и со представници од Министерството транспорт и врски јавното предпријатие, ќе продискутираме од аспект на значајот на изградбата на двете автопатски делници од Скопје до Штип, инвестиција 206 милиони евра, и автопатската делница од Кичево до Охрид, инвестиција од околу 376 милиони евра, две автопатски делници за кои веќе Собранието ги одобри договорите, ги одобри средствата и очекуваме во текот на овој месец да бидат склучени договори, а физичката реализација да започне почетокот на наредната година. Ова значи развој за Источна Македонија, кога зборувам за автопатската делница Скопје-Штип, ангажирање на голем број на градежни компании, вработување на голем број на македонски граѓани. Во аспект на автопатска делница Кичево-Охрид, тоа е дел од коридорот 8, тоа значи развој пред се на туризмот, побрзо пристигнување до Охрид како една од главна туристичка дестинација во Република Македонија, но исто така и за оваа делница ќе бидат ангажирани голем број на македонски компании и ќе бидат вработени голем број на македонски граѓани, бидејќи во договорот стои дека минимум 49% мора да бидат македонски компании, минимум 51% од вработените што ќе работат на изградбата на овие автопатски делници мора да бидат македонски државјани. Денес, заедно со представниците на локалната самоуправа, на Сојузот на стопанските комори, на бизнис секторот, ќе продискутираме од аспект на значењето на изградбата на овие две автопатски делници. Значи, договорите транспарентно беа доставени до пратениците, до целокупната македонска јавност. Една одредба која е многу значајна за нас, тој токму тоа дека минимум 49% од извршените работи мора да бидат од страна на домашни компании и минимум 51% да бидат вработени македонски државјани. Каде е целата работа? Што е потребно за да се направи, за да се обезбедат пари за ревитализација на тој мост? Така, се работи мост кој е во надлежност на јавното предпријатие за државни патишта. Проектот ќе биде готов до крајот на оваа година, почетокот на наредната, значи најкасно некаде почетокот на јануари проектот треба да биде готов и ќе има обезбедено средства за целосна реконструкција на овој мост, значи реконструкцијата на мостот ќе започне во текот на 2014 година. Најнапред да кажам дека Источна Македонија ги дочека 69 години да поминат, па да го добие првиот километар автопат. Убеден сум дека следните 3 години интензивно ќе се гради. Прво ќе добиеме дека Скопје ќе го доближиме до Источна Македонија, но Источна Македонија до главниот град. Ќе подобриме безбедноста на патување, бидејќи знаете дека делницата Штип-Велес е црна точка во македонските патишта, каде има многу собркајни незгоди. Ќе имаме огромни заштеди, што е многу важно и во време, но и во финансиски средства, и тоа и на граѓаните и на правните субјекти, и што е многу важно, индустријските зони кои се градат во Источна Македонија ги има скоро во секој град, ќе бидат привлични и атрактивни за странски инвеститори, бидејќи патната инфраструктура е пресудна за да дојдат инвеститори. Се лично сум убеден дека ова што го направи владата и она што ќе се направи во наредните 3 години со интензивната градба ќе значи препорот на Источна Македонија. Спомнавте за индустријските зони, претпоставувам инвеститорите кога идат од кај вас бараат добра инфраструктура за што поврз транспорт. Па ќе ви кажам еден случај, како директор на бирото за лекови на компанија сакав да однесам во Делчево, каде сум роден, да гради фабрика за медицински помагала. До Кочани беше се во ред, кога стигнавме меѓу Кочани и Каменица, ми рекоа каде не водиш и се вратија назад и никој пат не направија фабриката. Лично мислам дека ова што ќе се случи сега ќе значи за пола сат патување до Скопје. Од аеродромот во Скопје ќе се патува 20 на минути до Штип. Тоа значи многу за скопјани кои ќе дојдат да пазаруваат во нашиот град, дали во делот на текстилот, во чевралската индустрија, дали да ги поштуват нашите специјалитети во делот на туризмот. Се генерално тоа е битно и за Берово, и за Делчево, и за Пекчево, и за Виница, и за Кочани, но и за Струмица, Радовиш и сите оние градови кои се во Источна Македонија. Мислам дека тоа е стратешка определба и добра определба на владата и лично мислам дека граѓаните на Источна Македонија ќе бидат вечно благодарни што ќе се направи таа делница. Повеќе пати сум кажал дека овие проекти ќе значат продолжување на градежната експанзија во Република Македонија, значат дека градежниот сектор ќе продолжи да биде двигател на македонската економија. Исто така би сакал да кажам дека само во последната година во градежниот сектор имаме 10.000 нови вработувања. Со овие нови проекти сигурно ќе треба да очекуваме уште неколкукратно поголем број
на нови вработувања. Исто така ќе добиеме, значи, као компании можност да квалификуваме нови кадри, затоа што реално, значи, старосната возраст на градежниците во Република Македонија е значително висока. Така да ќе добиеме можност, нели, во комбинација со други проекти, значи да квалификуваме нови кадри. Тоа се некои краткорочни, нели, придобивки од овој проект. Имаме и среднорочни каде што, нели, ќе се зголеми потрошувачката моќ на граѓаните, значи нели, со тоа што значи во овој проект покрај градежниот сектор ќе бидат ангажирани и многу други индустријски сектори. Ќе се активираат фабриките, значи ќе почнат да се произведуваат домашни материјали кои што ќе треба да се вградуваат на тие објекти, така да, значи, на среден рок ќе се зголеми и потрошувачката моќ на нашите граѓани. А да не кажувам, значи, веќе се изјаснија и од локалната самоуправа на долг рок, значи ќе имаме раздвижување на економијата, поврзување на истокот и источниот и западниот дел на републиката со Скопје, така да ќе се очекува и поефикасно, односно снабдување на пазарите, дали од Штип ќе полесно можат да ја донесат стоката во Скопје и да ја продадат, или па ние можеме побрзо да стигнеме до Охрид, нели, и таму да бидеме, нели, да се релаксираме во делот на туризмот.